Кратко го напуштаме студиото, бидејќи некаде во центарот на градот можеби не очекува нашата драга колешка Ивана. Иванче, добро утро. Добро утро, Сузе, до тебе. Поздрав и до сите гледачи. Ќе најавиме еден многу интересен настан кој што ќе се одржи в недела на 26 јули низ нашата преубава Македонија. 24 часовен адреналински предизвик кој што ќе го направат Јане Стефанов и Љубомир Нетков, кој што е инструктор по параглайдерство, или едно доживување на Македонија од воздух, копно и во вода. Ќе бидат вклучени вкупно 9 дисциплини, а како ќе се одржува овој 24 часовен адреналински предизвик, ова утро да знаваме од еден од учесниците, Јане Стефанов. Ќе посакам добро и убаво утро. Јане, како се роди идејата да настане овој 24 часовен адреналински предизвик? Добро утро вам и на вашите гледачи. Како се роди идејата? Да речам, тоа е еден природен процес на нашето живење. Сите овие спортови ние веќе ги правиме, се занимаваме со овие спортови во различен капацитет, во различни денови. И минатата година дојдовме на идеја да ги поврземе овие спортови во еден ден, бидејќи со разговорите сконтавме дека Македонија како земја има многу голем капацитет за луѓето да се занимаваат со овие алтернативни спортови што ги викаме, или адреналински спортови. И во сите стратегии за развој на туризмот во нашата земја пишува дека треба да идеме во овој правец, бидејќи имаме убави планини, езера и така натаму. Меѓутоа, гледаме дека луѓето се занимаваат, но и не знаат дека може да се занимаваат со ова. И одлучивме да направиме еден предизвик повеќе личен, да јас и Љубе ги направиме сите спортови што ги сакаме во еден ден. Тоа како идеја ми се допадна на многу луѓе и направивме, размислувавме многу од тоа како да се направи, одлучивме веднаш тоа мора да биде безбедно, и решивме да вклучиме луѓе кои се, да речеме, шампиони во областа, во секој сегмент, така да ќе го објаснам целиот процес како ќе се одвива тој денот. Ќе започнеме на Стенковец, на Изгреј сонце, со ултралесен авион Пипистрел. И за овој дел да биде безбеден и да го имаме и авионот и се, помага клубот ПФЦ. Во вториот сегмент е скокот со падобран. Стигнуваме со авион до Прилеп, во Прилеп полетуваме со друг авион, идеме над Галичица, значи над планината Галичица, и скокаме од авион, слетуваме на врвот, на местото наречено Баба, од прилика 1600 метри надморска височина, што е предизвик само по себе. За овој дел е задолжен Аероклубот Скопје, мојот матичен клуб. Потоа од тука полетуваме во зависност од правецот на ветер, полетуваме или кон Љубаниште со параглайдери, или кон Нотешево. Дента ќе знаеме кој правец ќе го има ветрот и откако ќе полетаме за овој дел, нели, се параглайдинг Охрид Лейк клубот задолжен за овој дел. И сега кога ќе слетаме во Љубанище, таму не чекаат мотори. Моторите ги обезбедува исто клуб за возење на вакви авантуристички мотори, Марк се вика клубот. Со моторите се качуваме до местото за качување на карпа. Има една прекрасна, на Доброја се вика местото на Галичица, една прекрасна вија ферата каде што секој може да се качува на незе. Се што треба да направи е да изнајми опрема од планинската куќа Спиридон, која исто се наоѓа тука блиску, и нели да се најави во националниот парк дека ќе го прави тоа. За овој дел ги задолживме или ни помагаат спасителната служба Охрид, што е при Црвениот крст таму. Кога ќе завршиме со качување на карпата, сега полека имаме уште работи да правиме. Кога ќе завршиме со качување на карпата, даунхил точаци ќе возиме
и за овој дел има еден локален херој таму, Јован Јовановски. Тој ни помогна да најдеме точната стаза која доаѓа од Корита и завршува во Пештани. Пештани ни е битно затоа што тука веѓата Охридска е најблиску до брегот и тука може најбрзо да влеземе со опрема во вода и да се спуштиме на 20 на метри. Така е договорот за, бидејќи веќе во оваа точка верувам дека ќе бидеме изморени од сите овие активности и ќе го најдеме нашиот мир во длабочините на Охридското езеро, да се одмориме малце од цел овој адреналин. Кога ќе излеземе од за овој дел е задолжен дайв кампинг Струга. Потоа и Дуле Нинджа, нашиот пријател, кој ќе се грижат за безбедноста, да ние тоа го направиме. Значи, во сите овие спортови правиме да некој друг е задолжен за нашата безбедност, ние само да го правиме тоа што треба, но со спортот, без да размислуваме за тие работи. Од тука ќе возиме роуд точак од Пештани до Лагадин, потоа ќе влеземе во кајак. За кајакот ни е задолжен најстариот кајак кану клуб Стрмец од Охрид. Тие ќе ни помогнат, имаат многу дечиња кои се на обука за возење, за веслање кајак, нели? И од Лагадин ќе стигнеме до Куба Либре, плажата во Охрид, и од тука со Охрид суп клуб за возење на супови, ќе се од Куба Либре ќе отидеме до Канео, овдека завршува спортскиот дел на настанот. Потоа продолжуваме околу Огнот, тука некаде би требало више да е зајди сонце, и продолжуваме во кампот, извиднички камп скаут во Струга, околу Огнот да прославуваме денот. Сите учесници во овој настан ќе направиме мала прослава, Скопска пивара ни даде пиво, сокови вива ни даде и можеме да прославиме додека не држат силите во ноќта. Да, битно е да се каже дека се е безбедно. Ви благодарам, Јане, на вашето одвоено време и посакувам успешен 24 часовен адреналински предизвик и верувам дека ќе го земат можеби и други луѓе кои што вака уживаат во адреналинот и во вашето искуство, дека и понатаму и тие ќе направат. Ви благодарам. Може сите што сакаат да го пратат овој настан на 24 часа адреналин на Инстаграм. Имаме, со нас ќе носиме тракери, се викаат тие едни уреди, што во секој момент ќе може на веб страната да гледаат каде се наоѓаме и чисто да учествуваат барем со гледање како што се случува и дали ќе успееме, што е најбитно. Да, верувам јас дека ќе успеете, затоа што сте долги години нели во овие адреналински спортови. Си кажа Јане, се она што ќе се случува на 26 јули, наше само секако да ги поддржиме нели и еве да ги следиме во нивниот 24 часовен адреналински предизвик кој што ќе се одржи во недела. Благодарам многу, Ивана, си кажа Јане.